Добро вечер, Куманово, добро вечер, сопартици, пријатели, кумановчани. Добрите навики не треба да ги менуваме. А добрите навики велат во Куманово победува СДСМ и опозицијата. Во Куманово СДСМ победува во првиот круг. Меѓутоа на 24 март ајде да направиме еден чекор понапред. Ајде да покажеме дека во најголемата општина опозицијата ќе оствари најголемата победа. Затоа ја барам вашата енергија и волја на овие избори. Почитувани пријатели, многумина и 2 месеци или 3 месеци после оној црн понеделник го поставуваат прашањето заре мораше на Македонија да и се случи таков срам. И навистина тешко е да најдете оправдување или објаснување што се случуваше во главата на Груевски или Јанкуловска или Трајко Велјановски, па да одлучат со еден потез и со една одлука да згазат све што сме правеле во Македонија 20 години. Меѓутоа, за сите оние кои не знаат каде е вистината, каде е причината за овој гест, јас би ви сугерирала да употребите едно полициско правило. А тоа е кога имате некое злосторство, погледнете каде се парите. Каде се парите, таму е и криминалот. И вистина, 24 декември, нападот врз слободата и демократијата во Македонија се случи само заради тоа што поставивме многу едноставно прашање. А тоа е каде одат нашите пари? Каде одат парите на граѓаните на Република Македонија? Видовме што планираат да направат со нашата држава. Од тој ден до денеска Македонија се задолжи за нови 1,2 милиарди евра. Јас не можам да го изговорам тоа, а камоли да го замислиме тој број пари. Што за да ги вратат поранешните кредити, што за да одново се задолжат. Тоа значи, драги кумановчани, дека секое кумановско бебе, кое денес ќе се поради покрај тоа што цице овде, а не е во болница, ќе се роди со долг од 500 евра. Само за 3 месеци последни од како опозицијата не е во парламентот. Тоа значи дека секое наше 4-члено семејство е околу 2000 евра плюс задолжено за овие 3 месеци. Епа, драги кумановчани, не ја бива. Не ја бива мандат повторно да бараат луѓето кои за 7 години власт успеа еден од секој тројца македонци да биде сиромаш, а секој од нас да биде презадолжен. Оти, ако некој од вас не зел кредит, па си мисли лесно ми е мене, не сум задолжен, иш да не се секирате. Груевски за вас зел кредит и вас ве презадолжи. И ние решивме на таквата политика да се спротиставиме. Меѓутоа, долга беше и тешка оваа борба. Изминативе 2 месеци бевме повеќе на улица отколку дома. Бевме повеќе со луѓето отколку со колегите кои веќе одамна не ни се колеги од ДПМН. И секој ден бевме на улица за да кажеме дека во Македонија работите мора да се променат, ама само ако се менуваат од корен. Тешко беше, тешко му беше и на Цици, на сите овие советници да кажат не одиме на избори. Тешко ни беше во многу општини во кои знаевме дека локалната власт ни е тука на дофат. Ама знаевме, џабе ни е локална власт, ако она му на Илинденска во Скопје сите славини за пари, за проекти, ги затвараат луѓето на Груевски. И затоа водевме битка, за да на 24 март со еден удар утепаме 2 муви. Да добиеме уште еднаш добра кумановска власт, за да му дадеме нов мандат на ЦИЦ, ама збогатени со силен совет и поддршка во советот, ама да убиеме уште една друга мува. А тоа е да ја отвориме вратата за предвремени парламентарни избори кои ќе значат крај на Груевски. И во Куманово гледам дека не се откажуваат слоганот, па бараат власт, велејки избери дела. Кои црни дела можат да ги најдат на ДПМН во Куманово? Па се она
она што се направи во Куманово, се направи само врз кумановски сили, само од кумановски пари, само од моќта, силата, знаењето и енергијата на нашата локална власт. Затоа во Куманово, ако ви велат изберете дела, се знае кој ќе биде изборот на кумановчани. Уште еден мандат за ЦИЦ и совет кој што ќе припаѓа на Сојузот за иднината. Јас предпоставувам дека во моментов најнесрекни кумановчани се они од ДПМН. Си велеа, после 20 години опозиција на локална власт, најпосле ќе победиме, од овие од СДСМ и од опозицијата нема да учествуваат на изборите. Таков кејф не им правиме. И затоа ве повикувам, немојте да гласаме само и за нашите општини и за нашите градови. Тоа е важно, ама тоа не е доволно. Важно ми е во мојата улица да видам асфалт. Важно ни е да имаме водовод и канализација. Важно ни е да имаме добри училишта. Ама станува невозможно тоа да го имаме ако кога ќе излеземе од зградата нема на кое работно место додат младите. Ако кога ќе излеземе од зградата гледаме дека младите околу нас се без работа и само со пасош во джебот и гледаат каде да бегаат. Ако во Куманово единствената екзистенција гледаат во Авганистан и во Ирак, таква Македонија не сакаме. И затоа ајде на 24 март да се избориме за две работи. За добра локална власт, а уште подобра централна власт на која што ќе победи Сојузот за иднината. Почитувани кумановци, победа на 24